Во ова издание, папата Францис во револуционерен документ зборува за бракот и семејството. Амбасадорите на САД и Европската унија со заедничка изјава за одговорноста на политичките лидери пред народот. Вашингтон предлага плаќање на луѓе да не вршат криминал. Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе за оваа контроверзна тема. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. Папата Францис повика на сочувствителност кон, цитираме, несовршените католици како оние кои што се разведени или се обидуваат повторно да стапат во брак. Тој во ново објавен документ зборува и за контрацепцијата, останувајќи на иста линија на Ватиканскиот документ од 2015 година, каде кажа дека поединецот има право да постапи според својата совест. Со ова ги започнуваме вестите. Во документот на Ватикан од 260 страници насловен како Радоста на љубовта, папата Францис вели дека никој нема за секогаш да биде осуден, зашто тоа не е логиката на Евангелието. Документот опфаќа прашања поврзани со сексот и бракот, а изработен по две одвоени средби на католички бискупи во 2014 и 2015 година. Папата не објави нов закон или регулатива за бракот, туку поддржува третирање на проблематиката по принципот случај по случај. Амбасадорите на Соединетите Американски држави и на Европската унија, Джейс Бејли и Ајво Орав, излегоа со заедничка изјава пред предвремените избори во Македонија, зборувајќи за одговорноста на политичките лидери пред народот. Тие кажаа дека Европската унија и САД ги поддржуваат сите партии и другите учесници во процесот во нивната работа за создавање услови за кредибилни избори, што подразбира прочистување на избирачкиот список, спречување на било каква форма на заплашување или притисок врз гласачите и обезбедување на фер медиумско покривање. Амбасадорите ветуваат внимателно следење на изборниот процес и споделување на нивните гледишта. По неколку годишно опаѓање, стапките на убиства во многу големи градови во САД се повторно во пораст, вклучително и во Вашингтон. Властите сакаат нешто да сторат за тоа преку програма што може да ве изненади. Прилогот е на Крис Симкинс. Ерика Бриско некогаш го живеела тој живот поврзан со криминал, но сега таа е надежна модна дизајнерка. Таа вели оваа обука и го променила животот. Навистина ми даде нов поглед и ми покажа дека можам и морам тоа да го направам, затоа што сум добра во таа работа. Ерика вели дека е убедена дека нема да ги повтори грешките од минатото. Оде во продавница и крадев храна за да имаме да јадеме дома, јас и моите помлади браќа и сестри. Така почнав, а потоа почнав да крадам автомобили, да ограбувам луѓе, да провалувам во домови и бев во затвор за малолетници 9,5 месеци. Ерика го променила својот живот благодарејќи на програмата која ја дала психолошка поддршка како и обука да се стекне со вештини за работа. Бидејќи напредувала добро и исполнувала одредени услови и се исплаќала стипендија од повеќе од $8 на час. На некои луѓе едноставно морате да им плаќате стипендија за да ги натерате да почнат да ја прават вистинската работа. Јас секојдневно стекнувам нови информации за тоа како да се подобрам себе си и да бидам успешна. Градскиот совет на Вашингтон сака да финансира програма базирана на стипендија, преку која младите кои се изложени на ризик ќе имаат можност да бидат советувани, обучени за работа и да добиваат пари за да стојат настрана од вршење на криминални дела. Зошто да не можеме да инвестираме и да им помогнеме на младите луѓе, да ги заздравиме нивните рани и да им помогнеме да станат продуктивни граѓани? Тоа е тоа. Или ќе платиме сега, или ќе платиме подоцна. Роналд Мотен, откако излегол од затвор, станал активист на заедницата во Вашингтон. Тој се сеќава на успешната програма од пред 8 години, преку која на младите луѓе им било плаќано по $300 месечно за да не навлегуваат во проблеми. Зборуваме за помош за опстанок, помош за транспорт, помош за да има храна на масата, додека во исто време ги одвикнуваме од негативните навики во нивниот живот и ги подготвуваме да бидат продуктивни граѓани. Мотен вели насилниот криминал во Вашингтон бил намален за време на тие 4 години додека траела програмата, но критичарите велат дека ефектите не се доволно убедливи, а градот го чини околу $500,000 за само околу 200 луѓе. Ја наградуваме за да дојдеме до информација за некој криминал, но не и посебно за да не прават криминал.
Командирот на полиција на Вашингтон, Вандете Паркер, вели дека не може да ги коментира предностите на програмата, но Роналд Мотен се надева дека таа ќе опстане. Ракометната репрезентација на Македонија со надпреварот вечерва против Полска го започнува патот кон Бразил и прво учество на една национална селекција на Олимпијада. Мики Трајковски од Охрид ни испрати прилог за очекувањата на поранешниот ракометар и тренер Сашо Србиновски и тренерот на ракометниот клуб Охрид Горан Андоновски. Погледнете. Macedonia 7 against 5. They've taken out their goalkeeper and there's a suspension in chance now. Македонските ракометари се пред историска шанса за пласма на летните олимписки игри кои ќе се одржат ова лето во главниот град на Бразил, Рио де Жанеиро. Преку квалификацијскиот турнир во полскиот град Гданск, на кој ќе настапат уште репрезентациите на Полска, Чиле и Тунис, ќе се обидат да бидат првата национална селекција од Македонија која ќе избори пласма на најголемиот спортски настан на планетата. На македонските ракометари потребно им е да го освојат најмалку второто место за да го остварат својот сон. Какви се шансите за пласма на Олимпијада, ги прашав поранешниот ракометар и тренер Сашо Србиновски и тренерот на ракометниот клуб Охрид Горан Андоновски. Секако дека е историска, посебно што оваа репрезентација наша веќе заедно се 10 години. Квалитетот е тука присутен. Имаме играчи кои со години веќе играат не само во репрезентација, него играат и во јаки ракометни екипи широм Европа, во Лига шампиони. За еден екипен спорт во Македонија е една огромна шанса. Нова генерација е зрела да игра на Олимпијада. Имавме среќа, би рекол, релативно со жрепката, што играме против едни противници кои во моментот сме поквалитетни. Меѓутоа, нема да заборавиме дека секоја под императив сме и дека ќе биде тешко. Ова е втора шанса за пласма на ракометарите на Олимпијада, откако претходно не успеаја да се пласираат на Олимписките игри во Лондон во 2012 година. Овие квалификации за капитенот Кирил Лазаров се од државен интерес. За Гласот на Америка на македонски од Охрид, Мики Трајковски. Джими Скот се враќа дома, филм за американскиот джез пејач и текстописец, неодамна прикажан на фестивалот South by Southwest во Остин, Тексас. Грег Флакус ни го испрати од таму следниот прилог. Usually, people pay their dues their whole life and then they get off, so to speak. Джими Скот е уметник кој никогаш не бил признат во оваа област толку колку што заслужуваше. Ставивме неколку негови песни од американскиот музички алманах, околу 11 или 12 кои сакав да ги направиме со него. Најпрви отидов во Лос Анџелес, потоа во Вегас да се сретнам со Джими. Во првиот момент кога се сретнав со Джими во Вегас, ја имавме првата проба, гледа во лицето на Раф, тој беше шокиран. Јас бев шокиран да го видам во оваа лоша здравствена состојба и во тој момент помислив дека овој проект е готов. Кога го сретнав Джими првиот ден, Џо Песи беше таму. Бидејќи тие беа пријатели, Џо Песи слушнал дека некој од Германија доаѓа да го сними, тој беше навистина љубопитен. Беше големо духовно искуство да се види Джими Скот лично. Тој не беше во најдобра состојба, но кога почна да пее, беше потполно во својот елемент. Дури на 84 години, кога ќе слушнете како пее, тој раскажува приказна со секој збор што излегува од неговата уста. Джими Скот почина на 12 јуни 2014 година. Албумот што тој го сними со Ралф Кемпер ќе биде објавен во јуни. Гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Имајте убав викенд и гледајте неповторно во понеделник. Пријатно.